Почнуваме со дебатниот дел. Тука во студиото е колегата новинар Мирче Адамчевски. Господине Адамчевски, добре дојдовте во студио 10. Благодарам на поканата. Добро најдов. Како што кажавме во најавата, нешто што е најново, таа е објавувањето на американската црна листа или почнувањето на објавувањето на таа црна листа, бидејќи според најавите на амбасадорката Агилер таа ќе се проширува се уште. На неа како прв човек во поново време од ова рангирање, бидејќи има и други лица претходно ставени, се најде Рамиз Мерко, градоначалникот на Струга. Некако тоа ги изненади луѓето, се шпекулираше за други имиња, се вртеа, но се отиде на Мерко, некој кој е човек од локалната самоуправа, не е дел од централната власт, но без разлика. Еве како еден генерален вовед, што мислите за овој потек, што значи сега? Па имајќи предвид и досега дека црна листа постои американска за македонски личности, тоа е некако знак на она што го најавува американците и амбасадорката Агелер, но во пракса мислам дека не значи ништо. Тоа може да се види од молкот кој што го следи ова, молкот на неговата матична партија, молкот личен на господинот Мерко, молкот на власта. Јас само би споредил овдека, во моментов во Украина се води војна, меѓутоа Украина го затвори државниот обвинител. Го затвори државниот обвинител за корупција. Значи, во ситуација на војна може да се води битка со корупционерите. А кај нас овдека нити војни имаме ништо, меѓутоа корупционерите си пливаат како риби во вода. И затоа сметам дека и оваа работа ќе помине. Така, као што досега што поминало, ние знаеме дека личностите кои што се досега ставени на листата, Тачи, Мијалков и други, не ги набројувам, слободно си живеат, слободно си работат, никој ништо не им може. Знаеме и судските процеси нивни какви беа, еве сега и Мерко наводно го обвинуваат и за влијание врз некои судски процеси. Така што не сум оптимиста дека ќе се направи пресврт во борбата со корупцијата. Да, многумина ја оценија и како цинична или иронична изјавата на премиерот Ковачевски, кога тој вели како е можно преку јадници и километри американската администрација да види корупција, а домашните органи не виделе корупција. Па така и дел од аналитичарите веднаш го прозваа Ковачевски, па како тој не видел дека Рамиз Мерко му е коалицијски партнер преку ДУИ, како до сега тој не го видел тоа и така натаму. И како тој самиот не реагирал, има и предистражна постапка во обвинителството за Мерко за набавката на автомобили, например, но има и низа на скандалозни изјави за УНЕСКО, тогаш за почитувањето, за дивоградбите, така натаму. Оваа црна листа, според изјавите на објаснувањето на американската администрација, меѓу другото и за негово влијание врз судски процеси. И сето тоа до сега ниту премиерот Ковачевски не го видел, но тој сега ги прозива институциите како па тие не виделе корупција. Јас очекувам ДУИ, кој што се коалиционен партнер на СДСМ во владата и кои што беа најгласни заговорници на ветинг во општеството, да почнат, еве имаат свој човек, имаат пример пред себе, да започнат со таа работа практично од денешниот ден и натаму. Да видат кој стои зад Мерко, што стои зад Мерко, кои биле тие одлуки, кои биле обвинителите, кои биле судиите. Сето тоа може да се направи без многу кревање време, само ако сака. Очигледно партијата не сака да го направи тоа, иако е најгласна заветникот. Ние сме заветник, нон-стоп изјавуваат, постојано изјавуваат. А друга работа дека не може нешто да се направи потегот на или изјавата на министерот за правда, кој што индиректно го повика судскиот совет да си поднесе оставка. Значи, директно не побара, ништо индиректно побара оставка од судскиот совет, но судскиот совет се прават недоветни, тоа не се однесува на нас и се продолжува да се работат. Така што
напразно се ваквите изјави кои што ги даваат нашите политичари. И тој истиот судски совет кој имаше низа на скандали за кои, како што вие велите, и министерот за правда, но и најави законски измени за распуштање на судскиот совет, сега ќе оди во струга да испитаат какви тоа притисоци вршил Мерко присуството. Напразно е, сето тоа ништо. Сега ќе си помина, као што поминале досега сите работи од Мерко кои што ги правил, немало ништо. Тоа така и сега ќе помине, ќе види што е, како е. Не сум ја виновен, сите кои се правозаштитни органи, да речеме, од полицијата, од обвинителството, од судовите, сите ќе речат не е мој домен, тоа не е мој домен, и си префрлат одговорност едни на други и работата ќе си помине така како што поминуваат до ден денес. Да, Рамиз Мерко е градоначалник, тој е избран функционер, тој не може да биде сменет од никого, многу е тешко. Таа процедура за смена на градоначалник или тој треба самиот да се поднесе оставка, има некои законски можности за референдум, но во принцип е невозможно без самиот да се повлече, никој не може да го смени. Значи, партијата дуи тука не може ништо да направи, но може да го исклучи од партија, може да се огради од него, ниту тоа не го направи. Па јас реков преска дека дуи молчат и ништо не реагираат, тие сега веројатно размислуваат што да направат. Меѓутоа, ќе повторам, ако се гласните, најгласни заговорници за ветинг, тогаш еве им шанса да се покажат пред Мерко. Инаку Мерко, ако е доблесен, тој треба веднаш да се поднесе самиот оставка по свој потек. Меѓутоа, ние гледаме дека и други политичари кои што пиле на американската листа, па до ден денес се пратеници. Така што не очекувам многу од таква една демократски израз од господинот Мерко да си поднесе оставка самиот, а од партијата уште помалку. Да, останато што се случува, тоа е како што кажавме, тоа се уставните измени или дебатата за уставните измени. Гледаме дека и после последната лидерска средба помеѓу премиерот Ковачевски и Христијан Мицковски, председател на ВМРО ДПМН, работите останаа закочени, или имаме, ајде да кажеме, различни перцепции за тоа што таму се договарало, што се разговарало таму и дали се е постигната некаква согласност, па така премиерот Ковачевски тврди дека Мицковски прифатил уставни измени, па потоа дека се предомислува. Мицковски тврди дека тоа не е така, дека тој ги испорачал двата услови кои чека владата да ги прифати. Значи ми се чини дека и после оваа лидерска средба имаше некаква мала надеж за некаков напредок, но како да се вративме на статус кво? Ја мислам дека тука повеќе се работи за интересите на партиите. Некои поаѓаат од тоа дека еве го штитиме интересот на државата, но после средбата изјавите покажуваат навистина како се разјадено македонското национално ткиво. Не може ти да седнеш на состанок да се договараш за еден државен интерес и после тоа состанокот излегуваш, едниот дава едни изјави, другиот дава други изјави. Мислам, тоа е синдромот на самоуништување на македонците меѓу себе. Не знам, јас не очекувам. И тоа седна во 4 очи. Па без никој да им пречи. Па токму затоа го зборувам. Ако седнале, ако има тие, кој е државниот интерес? Треба да се постави на масата кој е државниот интерес, ќе работиме ли заедно на државниот интерес или не работиме заедно на државниот интерес? Дали е државен интерес бугарите да влезат? И е државен интерес. Ајде да видиме начинот на кој тоа да го направиме, за да може и другата партија да придонесе, да даде 10, 15 или целата пратеничка група на ВМРО да крене рака за тоа. Значи, јас сметам дека треба, многу е битно модалитетот на внесувањето. Да, треба да влезат бугарите во уставот, затоа што тоа е услов кој што ние самите сме си го наметнале, прифаќајќи го францускиот предлог, а потекнува од она декларација со бугарите која што ја направија нашите политичари. И од тука чим веќе е неопходно, како што беше неопходно да го промениме името со Преспанскиот договор, исто така влезено во спогодбата Македонија-Грција, што беше постигната во 90-тите години, така што и сега треба да влезат бугарите,
за да трнеме напред, меѓутоа прашањето е како, на кој начин да ги внесеме. Тука треба да седнат партиите да се договорат. Како, на кој начин да се оствари државниот интерес. Ние тоа не можеме да го направиме, меѓутоа тие политичари може да седнат и да го договорат тоа. Да, известно е дека за да дојде до уставни измени, значи мора да имаме 2/3 во собранието поддршка и дека тоа мора да се случи со поддршка на ВМРО-ДПМН. Како што и вие велите, цела пратеничка група или дел од пратеничка група, но тоа веќе отвара други дилеми. Од ВМРО-ДПМН вела дека веќе наблюдуваат како премиерот Ковачевски и вице-премиерот Маричич разговараат со одредени пратеници нивни и вела дека будно го наблюдуваат тоа, предупредуваат да не се прават притисоци врз пратениците, дури го повикаа и обвинителството да го следи процесот. Премиерот од своја страна одговара дека не се работи за никакви притисоци, туку едноставно за разговори да види како размислуваат пратениците. Сега тоа е веќе второто сценарио. Доколку не се обезбеди целосна поддршка од ВМРО-ДПМН, нивна инклузивност во процесот, да се оди на некакво решение за добивање поединечна поддршка, нешто слично со Преспанскиот договор. Но знаеме дека таа епизода беше доста грда, дека произведе многу несакани последици после, и правни, и етички, и морални, и така натаму, амнестија, знаеме се што се случуваше. Верувате ли дека доколку власта не успее да обезбеди поддршка од ВМРО-ДПМН како партија, дека би се обидела да оди повторно на едно таква сценарио? Па пред промените за Преспанскиот договор што требаше да се направат, беше кажано, мислам, и во јавноста, дека нема услови, нема доволно гласови да се направат тие промени, меѓутоа европскиот политичар Солана рече ќе се направи тоа на балкански начин. Тоа веќе зборува за посмевање со нашата држава и посмевање со Балканот. И навистина сето тоа беше направено на балкански начин со корумпирање на пратеници и сега не можам да кажам дека сега ќе ги корумпираат, меѓутоа не можам да исклучам дека нема обиди за корупција на пратениците да го поддржат овој предлог. Мислам, јас немам докази, меѓутоа чим се водат разговори, веќе нешто има. Дали ќе стане збор за корумпирање нивно или доброволно да ги убедат да гласаат, тоа не можам да тврдам, меѓутоа не е исклучен балканскиот начин на поддршка на предлогот, кој што ни го посочи на времето Солана. Но потоа повторно ќе влеземе во истите, да речеме, последици. Сега веројатно нема да има некакви закони за амнестија и така натаму, бидејќи немаме такви некои кривично-правни процеси кои би требало да се амнестираат, но повторно опозицијата ќе ги негира тие уставни измени, повторно ќе влеземе во еден процес на нивно целосно оспорување, па потоа ВМРО-ДПМН може да дојде на власт во следни избори. Значи, дали е тоа решение да се оди повторно на таков еден процес? Па затоа треба да продолжат да разговара. Затоа ја реков, диалогот е секаде во светот, е најбитен диалогот. Мора да се разговара. Да се води диалог, да се каже кои се предносите, кои се дефектите, да го знаат тоа пратениците, и да го знае тоа и јавноста. Патот, да се утврди патот како да се постигне оно што е потребно, што е неопходно да го постигнеме. Значи, според мене, главно треба да се разговара за да не се доведеме до усвојување на промените на начин на кој што беше направено со Преспанскиот договор, за да ги нема овие работи за кои што вие сега зборувате после усвојувањето на промените на Уставот. Гледаме дека и резолуцијата на Бундестагот ја раскара власта и опозицијата, значи тука имаме веќе една ситуација која за некои наблюдувачи е дури и апсурдна, бидејќи опозицијата бараше гаранции од европските држави за македонскиот идентитет. Кажаа дека ќе дури председателот Мицкоски дека ќе разговара со неколку европски премиери да обезбеди такви гаранции и Бундестагот се состанува, носи една таква резолуција без поддршка таму на ЦДУ, но без разлика мнозинството ја изгласува и ВМРО-ДПМН излегува вели не, тоа не е добро
и порано имало резолуции, джабе, тоа некако се политизира, не знам, дури знаете како сега во ред, знаеме дека таа резолуција да не потикнат за да направиме уставни измени и така натаму, но сепак треба да ги состанете тие претендици таму во германскиот парламент да разговараат за нас. Значи некој ги убедил нив. Да. Или некој не ги убедил, него побарал од нив да се седнат да разговараат во Бундестагот. И јас сваќам таа резолуција повеќе како поддршка на и момент на кој што им е кажано на луѓето во Македонија, населението во Македонија, дека еве и германците ви даваат поддршка или околу јазикот, околу идентитетот, така натаму, а не е поддршка на партиите и партиите напразно се чукаат во гради. Тоа не е наменето за нив, ни да собираат политички поени. Така што ова германска поддршка па и друга, јас очекувам сега да почнат да доаѓаат и политичари. Се сеќавате и вие кога ни доаѓаа политичари пред да се донесат некои конкретни и главни одлуки или големи одлуки, битни одлуки за државата, секојаш доаѓале емисари од Европската унија или од Америка ќе дојдат да не убедуваат дека треба да се направи вака, дека треба да се направи нака. Ако ние сами не сме убедени дека треба да се направи нака, напразно е нивното доаѓање, или ако тие не направат некој огромен притисок врз едната или другата страна, да седнат да се договорат, нема да се направи ништо. Тоа е начинот на кој што Но проблемот со сите тие одлуки, промени, убедувања, како што велите, е што не престануваат. Некако 30 години стално сме пред некои моменти да се биде или да не се биде, сега е моментот, само уште ова треба да го направиме, еве, и цело време сме како некој дежаву филм, ни се повторува цело време, истите пораки ни се повторуваат. Дали е тоа нормално, не знам? Не, тоа е за една демократска држава, не е нормално, меѓутоа, кај нас, ние не успеавме за овие 30 години да направиме едно демократско општество и тоа покажува дека немаме кадри кои што ќе водат преговори од кои што ќе произведат резултати кои што нема да предизвикуваат дилеми, нема да предизвикуваат раскол во македонското општество. Јас сметам дека доколку имаше Македонија кадри посветени на интересот на државата, а не на личниот интерес, зборам за политичарите или така кадрите, или партискиот интерес, значи кај нив се пред се поставени партиските и личните интереси, отколку интереси на државата, и сите последици ден денес ги трпиме веќе 30 години. Можевме ние името во 90-тите години да го решиме проблемот со промената на името, која што мораше да се направи, бидејќи документот што беше усвоен меѓу Македонија и Грција спогодбата зборуваше дека треба да се разговара за името. Значи, чим треба да се разговара за името, треба да се најде некој решение. Меѓутоа, нашите политичари тогаш, во тоа време викам, тоа не е наш проблем, Грција има проблем со името, па времето е на наша страна, меѓутоа се покажа после 20 и кусур години од подпишувањето на спогодбата, колку сме биле во заблуд. Значи, сме немале кадри, луѓе со визија, политичари кои што ќе знаат во тој момент даден што да направат. Истото и сега, што врзо со декларацијата со Бугарија што е подпишена, пак нема, значи не сме немале политичар кој што ќе има визија што таа декларација бара од нас, значи пред да се направи. Така што мислам дека проблемот мислам дека проблемот е во кадрите и во неспособноста на политичарите и недостасувањето кај нив на државотворност. Ви реков, ќе се повторам, нив повеќе ги интересира личниот интерес или партискиот интерес. Да, но сега излегува дека без разлика на сето ова што го зборуваме за проблемите, аномалиите, како сме дојдени до тука и константните барања за промена на устав, за отстапки од земјава и така натаму, и сега сме дојдени до ставањето на бугарите во уставот, дека без разлика на се ова што се случувало, доколку повторно го одоговлекуваме ова сега, дека
ништо нема да добиеме. Ама јас не сум за одовлекување, јас реков треба да се направи промената. Да, Треба да се внесат. Значи, работата е како да се внесат. Сега за тоа себе да седнат да дискутираат политичари. Кој е државниот интерес? Тука треба да се даде и односот на Европа кон нас, меѓутоа, пак, викам, ние даваме поводот за таквиот, го даваме поводот за таквиот однос. Еве, зошто 30 години чекаме да влеземе во НАТО? Можеме да влеземе во НАТО ако се решеше прашањето со името порано, така? Да. Може. Не требаше ни 2008 да се чека, па да настанат проблемите со грчкото вето. Меѓутоа, толку визија, таква визија имале нашите политичари, не сакам да ги наречам неспособни, меѓутоа, луѓе без визија, без интерес, ќе се повторам, луѓе кои што партискиот и личниот интерес е бил наддржавниот. Па сега е интересно што еден од тие луѓе излезе завчера, поранешниот председател Бранко Црвенковски, со низа критики за тоа, за начинот на кој се турка европскиот пат, вели нереално е тоа што го кажуваат представниците на владата дека Македонија ќе влезе во Европската унија за 5 за 7 години, вели се прават многу грешки на тој пат, па на тоа излегува други критики на негова сметка. Дали он е баш компетентен да зборува за тоа со оглед на целото минато? Не, тој е компетентен да каже зошто не го направил тоа, зошто не го спроведе договорот со грците. Тој изјавуваше дека грците имаат проблем со името и дека времето е на наша страна. Треба да го образложи тоа, зошто тогаш не ја направи спогодбата, кога беше ставено на маса само името, како да биде името на државата, а не после последиците сите кои што ги добивме сега, па сега народот повеќе веќе не вика да прво него станува збор за целиот документ од Преспанската спогодба. А тогаш имаше и дискусии дали да биде ергомнес, да не биде ергомнес, можеше да се направи сето тоа, меѓутоа не го направија. Зошто не го направија? Тие треба да кажат, да не сега да кажуваат вака треба да биде, било вака, било онака. Тоа е поминато, нивното време помина. Тие треба да зборуваат за тоа, зошто не го направиле. И сме се довеле до оваа ситуација после 30 години да одново да се вратиме назад. Знаете што се случи? Македонија е вратена, македонците се вратени на крајот на 19 век, на почетокот на 20 век, кога се зборувало дали има македонски јазик, дали постои идентитет македонски. А и ние мислевме дека тоа, ја мислев дека сето тоа е решено. Дека по распадот на Југославија Македонија во наследство доби држава со сите атрибути, со име, со презиме, со националност и со идентитет македонски. За 30 години овие политичари кои што ги имаат нивниот личен интерес и партискиот, ја вратија Македонија на почетокот на 20 век, односно на крајот на 19 век. За тоа да се зборува. Што зборува? За тоа зборува за нив. Какви политичари имаме? Да. Добро. Тука го затвараме на некој начин овој блок да се преселиме во регионот, во светот, таму што е некако ваше поле, да речеме, одиме на ваш терен. За оние кои не знаат, вие сте и поранешен дописник од Москва, меѓу останатото во вашата кариера, добар познавач на односите во бившиот советски блок, и во сегашната руска сфера, ајде да речеме, на делување, тоа е војната во Украина. Таа не престанува. Нешто што е последно во таа низа, тоа е таа украинска контраофанзива која во моментов трае, за која можеби некој очекуваше повеќе, некој помалку, но гледаме дека на терен нема некои големи промени, некои значајни промени. Како гледате сега на војната во Украина, еве како вовет? Значи, во моментов, убаво кажавте, значи во моментот е во тек контраофанзивата, исто така од меѓусебните бомбардирања, русите бомбардираат енергетски и индустријски објекти во Украина, украинците бомбардираат мостови, имало синоќа на Крим некои мостови кои што водат до Крим,
Така ќе продолжи тоа. Дронови летаат на ке Москва, дронови летаат на другава страна. Таа битка ќе продолжи, контрафанзивата ќе продолжи, меѓутоа има една интересна работа нова, која што очигледно Западот виде дека со оружје не ќе може така и на брзина да се направи со контрафанзивата, а беше речено дека многу се очекува, затоа што на 12-13 јули ќе има самит на НАТО во Литванија и очекуваше НАТО дека Украина ќе постигне воен успех сега со оваа контрафанзива и на тој начин на самитот ќе може да се декларира дека еве украинците се способни да водат војна, способни да остваруваат победи, да им дадем уште повеќе оружје. Меѓутоа заглави некаде таа контрафанзива, експертите, стручњаците воени викаат дека без воздушна поддршка тоа не може да се направи таква офанзива од такви размери, но како и да е, гледаме дека во моментов сега американците се обидуваат да направат некоја нова стратегија, а тоа е да ги убедуваат луѓето од глобалниот југ, државите од глобалниот југ, кои што ја осудија агресијата на Русија, меѓутоа не оведоа санкции против Русија, и да ги убедуваат да се свртат против Русија. Вчера беше индискиот премиер Моди во кај Бајден. Епилогот е изјавата на Моди по состанокот, па и печатокот што е во западниот, во американскиот печат е дека интересот надвладел над идеологијата. Значи, Моди вика, ние си имаме односи со Русија, нема што, нас ни од интерес односот со Русија, ние нема да воведуваме санкции. Втора работа, која што денојеве треба да се случи, е советникот на Бајден за национална безбедност, Джейк Саливан, и познатата нам Викторија Њуланд, втор човек во Стейт департментот за политика, ќе дојдат во Европа на кој што ќе на некаков состанок со представници на земјите од глобалниот југ, Индија, Турција, Бразилија, Јужна Африка и други држави кои што не вовеле санкции против Русија, кои што се работуваат со Русија, да ги убедуваат да направат нешто, да преземат нешто. Ќе видиме денојеве тој диалог што ќе донесе, тој разговор што ќе донесе, но очигледно покажува дека не може да се реализира идејата на американците Русија да биде воено поразена, барем за година, 2 или 5, него може да станува збор за долготрајна војна, за која што зборуваат се повеќе и во НАТО, за која што зборуваат се повеќе и во Франција, во Германија, Шолц, канцеларот исто така, што значи дека ќе имаме и натаму огромни загуби на обете страни, жалосно што меѓу себе тие се убиваат, а од друга страна па добитник најголем е Америка, најголем добитник е Америка, затоа што военно-индустријскиот комплекс во Америка работи полна пареа. Гледаме дека се повеќе и повеќе оружје се нарачува од американско, па и во Европа имате денојеве кавга околу противракетната одбрана што треба да се направи во Европа и германците се насочени да купуваат туѓо американско оружје, додека Макрон зборува за европско оружје, поддржани од некои други земји. Така да сето тоа, велам, оди на американска вода, гасот што го... Некој ја спомнуваат и Кина, исто така дека е добро. Вториот, тоа ќе го кажам, значи вториот е Кина. Гасот американците што го извезуваат по многу добри цени, со кои го заменуваат рускиот газ, меѓутоа си го плаќат и пак и тие одат во американски џеп парите. Вториот добитник е Кина. Вториот добитник е Кина, готово. Јасно е сега дека Русија веќе е третостепена, четворостепена. Најголемите се две сили се Америка и Кина. Кина мощно добро одигра не само на економски план, него Кина геополитички се постави така што веќе е пандан на Америка, веќе Кина, бидејќи таа е неутрална, Кинези се вика, ние сме за мир, ние сме за мир. Америка е таа која што дава оружје, која што е за војна. И глобалниот југ
е приврзан повеќе кон погледот на Кина, отколку американскиот поглед, затоа што па глобалниот југ, тоа се оние земји на времето, сега може би пак ќе има некој движење на врзаните, мислам поактивно, сега постои тоа, може би некој такво движење или некој такво, кој што па се сведоци на минатото на колонијалниот однос на европските држави во Африка, да речеме, во Латинска Америка. Така да се обидува сега Кина со некои потези да продри и во тој постсоветски простор во Узбекистан, Азербејџан, влезе, не се обидува. Влезе на Кина на голема. Влезено сега најавија и пруга градење на цела која поминува низ сите тие држави до Турција. Ама тоа е дел од тој нивниот појас, така наречен патот на свилата на времето што беше, тој од Кина до Европа да дојде, ќе им гради Кина, пошто Кина има многу пари, ние гледаме како е та, им гради патишта, им гради пруги, и со тоа остварува влијание. Во Африка има огромно влијание економско Кина, така што веќе не имаат проблем Западот со Кина, не знаат што да прават. Гледаме во Европа, вчера беше кинескиот премиер во Германија, кинескиот премиер не сакал да зборува воопшто за Украина, вака јавно и на пресконференцијата. Шолц ја спомна само бегло Украина, но други европски земји се плашат од Кина, па се заговара да зазема заеднички став против Кина, но од друга страна имаат многу економска полза од соработката со Кина. Тие не сака да прекинат така. Исто така беше и Блинкен, Ентони Блинкен беше во Кина денојве, американскиот министар за дворешни работи. Видовме како помина Си Џинпинг, беше примено Си Џинпинг, остана на својот став Кина. Џо Бајден, уште Си Џинпинг на пат од Кина враќање кон Америка, Џо Бајден го нарече Си Џинпинг диктатор и веќе тоа конфликт предизвика политички, дипломатски конфликт, па после се ваде од Стейт Департментот, не мислил така, него мислеле на дипломатија. Мислам дека Блинкен беше во Пекинг и во обид да договори да се разработи една посета на средба, не посета, може средба на Бајден со Си Џинпинг, затоа што на Бајден му се наближуваат изборите, мора да покаже некаков успех во меѓународните односи, но со ваквиот однос, со таквите изрази, дека Си Џинпинг е диктатор, може би таа посета или таквата средба е доведена во прашање. Се чини дека Западот е задоволен барем со таа позиција на Кина, каде што Кина се разбира соработува со Русија, имаат одлична економско-војна соработка, но барем не и дава директна војна помош и они сега велат во ред, добро, толку доста е. Па даваат, мислам, кинезите знаеме, мислам, свесни сме дека може би не даваат видлива помош, авиони, оружје и такви натаму, меѓутоа веројатно оде нешто електроника, да речеме, ќе ставиш во джеб чипови или не е битно тоа. Меѓутоа американците имаат добро, одлично разузнавање и тие преку имаат и своји луѓе соработници кои што и во Русија и во царината руска, па таму дури ги гледаат декларациите дека во Русија од Кина се дојдени не знам колку чипови, не знам колку такви работи кои што електроника која што им служи пак на русите за производство на софистицирано оружје. Да, добро, да се вратиме уште еднаш на Украина, се чини дека нема, и самиот кажавте, нема надеж дека војната скоро ќе заврши. Не гледаме ни никакви обиди за посериозни преговори. Во минатото, например, такви обиди правеше Турција, се обидуваше нешто да организирано, гледаме дека во последно време и нема такво нешто. Како во моментов сите да се откажани за обид за преговори. Сите се обидуваат војно да не сте во право, не сте во право. Америка неќе да има преговори. Русија вика подготвиме за преговори, меѓутоа води војна. За преговори глобалниот југ, Јужна Африка имаше делегација, некни беше и во Киев, беше и во Москва. И Зеленски и Путин им рекле дека еве ќе продолжиме да одржуваме контакти
со вас. Кина даде свој предлог. Денес или утре представникот од папата ќе оди во Москва, беше во Киев, ќе оди во Москва, значи тој да предлага некаков вид на мир. Африканските земји беа некни ќе се повторам уште еднаш, и Турција во Истанбул беше постигнат во март лани договор мировен, и сега Путин им го изведе на американците, го покажа дека со тој договор, ако се постигнеше тогаш, настрана да ги ставиме минските договори, Украина ќе беше пак суверена држава со цела територија, без Крим се разбира, и со автономија голема да им се даде на териториите каде што живеат русите. Меѓутоа, Западот, тоа го кажа израелскиот, мислам дали беше министер за надворешни работи, тогашниот или председател, веќе не ме држите за збор, кажа дека Америка, Британија и Франција биле против тој договор. Дека да не го прифаќаат украинците. Епилогот што е? Епилогот е крвава војна во која што досега има сигурно по 200-300 загинати од обете страни. Што значи руското распоредување на нуклеарно оружје во Белорусија? Белорусија вчера ми се чини исто така се откажа и формално од својата неутралност. Што значи? Да, повеќе значи тоа дека е подготвен, повеќе значи као да се поттикне страф на Западот, затоа што Белорусија граничи со Полска, одма блиско е и Германија, да не зборам, Балтичките земји се на граница исто таму, многу блиско, така што повеќе како потек за влевање страф, отколку јас не очекувам дека ќе се искористи такво тактичко нуклеарно оружје, не очекувам ни од русите дека ќе искористи тактичко нуклеарно оружје, меѓутоа не исклучувам. Јас викам не очекувам, но не исклучувам, но тоа ќе биде веројатно некоја крајна епизода, не знам кога би се остварила, се зависи од тоа како Западот ќе вложува во ескалацијата на војната во Украина, во смисла да речеме, на почетокот вика нема да даваме летално оружје, британците први им дадоа противтенковски ракети и системи на украинците, па почна од ракети, па не знам ова, па тенкови, па Абрамси, па сега се зборува за F-16, сигурно ќе бидат тие дадени. Вчера во Конгресот била донесена одлука, изгласано да им се дават тие ракети со далечен дострел до 300 километри на украинците, кои што Бајден досега не ги испорачуваше. Им дава до 100 или 150 километри, не ме држите да збор. Така што, значи, ескалацијата продолжува. Ако дојде до голема ескалација, тогаш не исклучувам или користење на тактичко нуклеарно оружје. Да, она што во однос на Западот, една од стратегиите на Русија е да покаже дека нема да се откаже од војната интервенција во Украина и при тоа принудувајќи го Западот да се откаже од војната поддршка преку низа на воени, но и неформални притисоци, преку пропаганда, преку и така натаму. Се тоа е една стратегија за да се западните земји да се принудат да се откажат од давање на пари на Украина и тоа се прави активно. Но од друга страна, председателот Бајден, веројатно не случајно, цело време повторува, ќе ја поддржуваме Украина колку што треба. Тоа значи, и вие ова што го објаснувате, дека војната исто така ќе трае колку што треба. Мислите ли дека западното јавно мислење ќе постигне некаква таква кулминација за да предизвика притисок, за да се откаже давање пари на Украина, или тоа ќе се продолжи? Веќе расте притисокот натре. Веќе се менуваат, да речем, јас ги гледам анкетите што ги прават во Америка или во Германија, јавното мнение полека е против војната и против давањето пари. Ако на времето било, да речем, во Германија 70%, сега се околу 50%. Значи, за една година е паднат тој процент на луѓето кои што ја поддржуваат, го поддржуваат конфликтот и го поддржуваат вооружувањето на Украина. Но сето тоа ќе биде долгорочен процес, но знаете што е деликатно и околу преговорите, што ги спомнаме, со Истанбулскиот договор, доколку беше сето тоа реализирано, Украина ќе беше суверена држава.
И сега Путин вика, не сакате договор, сега им вика, сега териториите не важат, минските договори не важат. Значи нема да важи ни предлогот за суверенитет. Значи овие територии кои што Русија ги има ставено во уставот како нејзини територии, за нив можеби и нема да се водат преговори или ќе се водат преговори, но епилогот нема да биде таков како што ќе беше доколку лани во март се исполнеше, се прифатеше договорот од украинска страна. Добро, тоа се знае дека тие работи ќе се решаваат на терен, кој што воено контролира, тоа ќе се го има на крајот на криштата. Тоа работата е, па за тоа е, Запад се обидува, дајте до победа. Што е до победа? Протераме Русија на границите од 91. А Русија вика, извинете, ние бевме подготвени да разговараме, да преговараме, во март постигнахме договор, вие неќете, ние имаме своја територија, тие територија ги стави по уставот, сега за нив вика, нема што да преговараме. Така да, и затоа, велам, ќе продолжи војната, Запад ќе се обидува, а до кај ќе оди ескалацијата, не знам. За жал. Уште едно прашање од регионот, актуелни се исто така преговорите Србија, Косово, Брисел ги повика Вучич и Курти да дојдат итно во Брисел, Борел ги повика на преговори. Вучич, Курти потврди дека ќе оди, Вучич вели ќе одам, но нема да разговарам со Курти. Интересно е што сега за оваа ескалација на се што се случува, Западот директно го обвинува Курти и вршат многу силен притисок врз Курти, дури се закани и со санкции, нешто што до сега беше незамисливо, ајде да речеме, од страна на односот на Европската унија и на Соединетите Американски држави кон Косово, а Вучич од еден проблематичен, ајде да речеме, лидер се претвори во добриот дечко во регионалните односи. Курти сега на самото место го виде двојните стандарди, ги виде на Западот. Западот, кој што гласно ги поддржа изборите, а се знаеше дека нема да бидат успешни изборите, и Ескобар, американецот посредник, и Европската унија ги поздравија изборите и ги поддржја изборите, и Курти поаѓајќи од тоа дека имаме ние, наше подкрепа и поддршка на изборите, и луѓето што беа избрани треба да си одат, да си ја вршат работата, ги прати таму да си ја вршат работата. Меѓутоа, сега Западот еднаш го фали, сега ти си лошиот дечко, па извинете, сега или ќе ја поддржувате, како што ми ги дале поддршка на изборите, така да Курти сакаше да го спроведе во дело она што според законот треба да се спроведе. Избрани луѓе треба да седнат на функциите во општините. Тоа е закон. И сега Западот вика, Курти е лош, Курти е нечини. Па зашто сте му ги поддржали изборите? Зашто сте дозволиле вие, бидејќи Косово протекторат западен, зашто сте дозволиле такви избори да се одржат? Не може сега вие Курти вие виновни, не вие Курти виновни, него вие сте виновни. И сега нормално Курти се ќе му прават притисоци, иако гледам дека полека се намалуваат притисоците и веќе тие неформални групи во Америка, па и во Европа, заговараат нешто ново, ако може да ги седнат на маса, па да ги убедуваат и Вучич, дека Вучич не е идеалниот политичар, дека и тој треба нешто да преземе. Мислам дека Западот тука лошо ја води играта, не знае да или не сака, не знам. Не знам што сакаат, слушно, никој, ја не гледам што сакаат. Иако самите кажуваат и американскиот амбасадор во Приштина и високи представници на американската администрација директно му порачаа на Курти и претходно, не сега, дека ваква ескалација не им е потребна токму поради војната во Украина. Медики се дефокусираат и ресурси и се, дека не му треба сега на НАТО втор конфликт на Балканот. Исто како што не му треба ни во Република Српска. Не може да има конфликт на Балканот, кога знаеме дека има НАТО трупи тука во Косово, така што до конфликт Вучич не е толку храбар за да направи некаков конфликт да предизвика воен конфликт. Турбуленции не им требаат сега. Турбуленциите не им се потребни, но ќе има турбуленции, Викам, Курти во моментот според мене е жртва на двојните стандарди на американците. На Западот воопшто. И на американците.
Добро, и за крај последно прашање, колега сте новинар, вие сте член и на Советот на етика при ЗНМ. Едно прашање со кое ќе продолжиме сега целосно втори дел на емисијата со Дејан Георгиевски од Центар за развој на медиуми, но еве и за вас владата турка едни измени на законот за медиуми со кои планира од државниот буџет да им дава пари на националните телевизии за поддршка на нивното работење, а во исто време кабелските и телекомуникацијските оператори треба да им плаќаат на националните телевизии за реемитување од претплатник, нешто што е недозволиво и од други, од економски, од уставни причини, од деловното начинот на деловно работење и така натаму. Значи имаме многу аспекти на оваа одлука. Како гледате сега на ово? Јас сум прво против плаќање на државна телевизија. Ако е тој приватна телевизија, тој треба да си работи, пазарно треба да работи, не да чека пари од државата. Кај нас, молеа Бога, телевизиите, територијалните тие што лиценци, што се молеа Бога да има што повеќе избори за да добиваат пари. Сега молеа Бога за избори, за нив беше извор на пари беа изборите. Јас и кога бев председател во Советот за радиодифузија, се залагав сите кампањи што се направени, што треба да се остваруваат, дали од јавен интерес, дали предизборни кампањи, сите додат на јавниот сервис. Комерцијални телевизии да си останат сами, да си работат она што им е работа. На јавниот сервис и во јавниот сервис да се работи таму, дали ќе има платена политичка, ќе нема политичка платена програм, него таму да се оди. Ми беше речено од представниците на Асоциацијата на електронски медиуми, сакаш ли ти Дзинго и велија ти стават бомба под автомобилот? Со овие зборови. Значи, јас им ставам рака во нивниот джеп со тоа што се залагам да нема платена политичка програма. Се да си оди во јавниот сервис кој што го плаќа народот. Го плаќа. Тоа беше тоаш залагањето и сите овие од тогаш нааму се што се влечат работите, се наследува и се напластува едно врз друго и си се научени. Плюс и државата и партиите сакаат да си имаат партнери во медиумите, пошто очигледно нешто стои за се тоа, може би избори се подготвуваат некакви, затоа брзати да ги донесат овие законски измени. Јас сум против давањето пари на овие на државните, на приватните медиуми. А во поглед на второто прашање, тоа е работа на договор. И токму тука се распадна, има тие асоциација на приватни електронски медиуми, многу силна асоциација во која што членува најголемите А1, Сител, кој беа други, 3-4, не е битно, че тие беа многу силни, многу јаки. Меѓутоа, кога дојде тоа, дали да им се плаќа, да не им се плаќа на медиумиве, на кабелските оператори, и едни вика, кабелските треба мене да им плаќаат, други кои што биле као помалку гледани, ама нема да не пренесуваат, па не знам, ќе биде ова, ќе биде така, што тоа е работа на договор. Ако имам ја пазарен продукт кој што оди како алва, кабелскиот сам ќе го земе, па ќе го пренесува без да ми бара пари. А ако немам производ, што ќе ми еме? Тогаш јас ја морам да му платам на кабелскиот за да ме пренесува. Така што таа работа е што викаат Србите стварно договор. Тука треба седнат да се договорат двете страни, нема потреба законски решенија да се носат. Тоа е пазарно решение, не е законско решение. Да. Господине Адамчевски, ви благодарам за ова гостување. Да, ви благодарам вам да поканата, ми беше задоволство. Мирча Адамчевски, со ова го завршуваме првиот дел, одиме со една кратка пауза за реклами, потоа продолжуваме со Дејан Георгиевски од Центарот за развој на медиуми.